Борците од Народно-ослободителната борба беа чинители во создавањето на државата, која па сега е пред портите на Европската Унија и НАТО, чии вредности ги почитуваме, порача денеска премиерот Зоран Заев на средбата во владата со Сојузот на борци од НОБ, каде што се одбележа 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Потенцирајќи ја 70 годишнината од основањето на Сојузот на НОБ и 75 годишнината од првото заседание на АСНОМ, премиерот посочи дека Северна Македонија секогаш припаѓала во европското семејство. Ја избравме иднината. Иднината на Европската Унија, избор што му припаѓа на секој европски граѓанин. Наскоро ќе стоиме пред јарболот во седиштето на НАТО, кога ќе се издига македонското знаме. Ќе стоиме гордо, зашто химната, грбот и знамето остануваат за секогаш во нашиот код на нашиот идентитет. Председателот на главниот одбор на Сојузот на борците од НОБ Никола Стојановски додаде дека 9 мај е голем датум впишан со трајни букви во историјата на Европа и европејците, потсетувајќи дека на 25 и 26 мај 1948 година во Скопје се одржа првиот основачки конгрес на Сојузот на борците, додавајќи дека целта на Сојузот била обновата и изградбата на државата. Сојузот на борците срдечно ги поздравува сите определби за мир, демократија и просперитет на нашата држава, Република Северна Македонија, на патот во НАТО и Европска Унија. Нека ни е честит 9 мај, нека е честит нашиот јубилеј. Да гледаме напред сите заедно. Подпредседателот на Сојузот Борко Зафировски во свој одговор рече дека денеска почнува нова епоха за помладите, мудри и храбри политичари, без предрасуди, кои ќе ги зачуваат вредностите на државата. Народно-ослободителната борба ја водеа претежно млади луѓе, зад кои стоеа и линденските генерации. Државата ја градеа сите заедно, а денес отпочнува една нова епоха, епохата на вас, помладите, мудри и храбри политичари. Денешната церемонија во владата беше во знакот на средбата на врвот од извршната власт со 100 припадници на Сојузот на борци од НОБ, како и ученици од скопските основни училишта.